Здраво се, вклучувам повторно зборувам за еден предмет кој во време кога јас бев на постдипломски магистарски мастер студии го изучуваа магистрантите кои го проучуваа новиот век, а тоа е големите сили Балканот од 1804 до 1913, економија, политика, култура. Станува за еден доста интересен предмет, каде големите сили се обидуваат на различни начини да формираат држави на Балканот. Се разбира, тие ќе користат тоа за да имаат потоа нивно влијание тука. 19. век е специфичен во историјата од доста причини. Во 19. век имаме доста клучни настани, како например Виенскиот конгрес, Берлинскиот конгрес, Миртешките реформи, Цариградската конференција, договорот од Сан Стефано и слични. Во 1815 година за прв пат Соединетите Американски држави пројавуваат интерес за нас. Аферата Мис Хелен Стоун, формирањето на револуционерната организација и слични настани. Понатаму поглед на науката во втората половина 19. век, од филозофијата се одвојуваат науките и почна поделбата на природни и општествени науки. Се разбира, езиците си се јазици. И почетокот на 20. век, Римската империја, историчарите користиме израз болниот од Босфорот умираше еден век. Економија преку различни економски кризи се слабнеја државите кои географски се на исток, на сметка на државите кои се на запад. Политика. Политиката е присутна уште од антиката и како доаѓаме до денешни дни, така се манифестира на посовремени начини. Културата, се знае, секој народ, секој племе, секој народ си има своја култура. Инаку кога веќе ги спомнав народите, да споменам дека во крајот на 19. век се формираат и нациите. Затоа, меѓу другото, и овој предмет е доста важен. Се нели? Во секоја држава, во секој град, во секој факултет, овој предмет се учи во различни студии, во различни години, носи различен број на кредити. Согласно ЕКТС, но според мене е интересен да се проучува. До нареден пат, поздрав!